Почетните сигнали кои политичарите ги пратија со потпишувањето на Преспанскиот договор продолжија со зголемена бизнис соработка меѓу двете земји. Заеднички инвестиции почнаа да се најавуваат уште истата година. Откако непосредно пред потпишувањето на договорот грчкото државно електростопанство за 4,8 милиони евра ја купи компанијата за трговија со струја на тогашниот вице-премиер Кочо Ангјушев, во јавноста се појавија дилеми дали зад брзањето да се најде решение зимето, меѓу другото се кријат и бизнис интереси на одредени политичари на власт. Набрзо бомбастично беше најавен и заедничкиот проект за изградба на терминал за газ и гасна централа во Александрополис, Грција. Владата се откажа од преговорите со бугарските власти за инвестирање во нуклеарната централа Белене, за да ги пренасочи парите и инвестициите во Александрополис. Гасниот терминал треба да чини околу 400 милиони евра. Земјава учествува со 10% или со околу 40 милиони евра. Паралелно Македонија ќе гради и интерконектор за природен газ кон Грција, преку кој овој енерген со таму ќе се испорачува овде. Вкупната инвестиција од наша страна е околу 60 милиони евра. Се очекува неговата изградба да почне кон крајот на годинава. Преку овој интерконектор земјава непречено треба да добива газ од Азербејџан, но и течен газ од САД и други држави. Овој потек во енергетската политика најде на неодобрување од страна на стручната јавност. Аналитичарите препорачаа парите да се вложат во земјава, каде што може да се отворат нови работни места и да се задржи високо квалификуваниот кадар. Предложија термоелектраната на Готино да се пренасочи со работа од мазут на газ. Ова енормно задолжување нема да можеме да го исплатиме за следните 15 до 20 години со нашето производство. Збориме за таму, за една пловечка платформа, што е некоја привилегија на многу богати општества. И покрај негодувањата, одлуката падна да се инвестира во Грција наместо дома, за да се обезбедат алтернативи на рускиот газ. Додека едни алармираа дека газот кој ќе дојде од Александрополис ќе биде поскап, а одлуката е стриктно политичка, државниците од Балканот на почетокот на мај заеднички го одбележаа стартот на изградбата на гасниот терминал. Ова е проект за долгорочна енергетска независност и за стабилно и постојано снабдување со течен газ во едно исклучително кризно време. Пловечката единица за складирање и регасификација е светилник што испраќа двојна порака, дека со неговото завршување наскоро ќе можеме да се ослободиме од гасот што доаѓа од руски извори и дека нашите земји преземаат заедничка улога на новата енергетска карта. Додека Македонија вложува во Грција, ние чекаме грчки фирми да вложат во енергетски капацитети. По потпишувањето на Преспанскиот договор, поранешниот премиер Зоран Заев најави дека во Македонија гасна централа ќе гради грчки Митили Неос. Последните информации се од периодот пред да си даде оставка, кога порача дека фирмата е пред одлука за инвестирање. Од тогаш нема никаква информација за овој проект.